Група струмичани кои секојдневно рекреираат по Трим патеката од Ловен дом до Свети Илија, повторно со писмо до нашата редакција реагираат на безмилосната сеча на дрвцата покрај патеката и неажурноста на одговорните институции да се справат со бесправната сеча над градот. Тврдат дека е извршен нов масакар на локалитетот Лавната Воичка и покрај завчерашните предупредувања, но и многу пријави до институциите. Очекуваат наредниот период да се превземат конкретни мерки и за честени контроли на овој потек, со цел да се спречи се почестото уништување на шумскиот фонд. Воспротивно, најавуваат протести, оти како што тврдат, тоа е група од 5 до 6 луѓе од ромската заедница кои секојдневно со колички вршат сеча под изговор дека собираат суви гранки. Прво ќе излеземе пред канцелариите на институциите и општината и ќе штрекуваме, а потоа и сами ќе се справуваме со бандитите, оти друго решение нема. Несватливо е одговорните да седат по канцеларии и не преземаат ништо, иако факт е дека секојдневно во утринските часови се носат дрвја со колички од овој потек. Ние граѓаните ве плаќаме со народни пари. Дали сте свесни дека околу Ловен дом и Трим патеката има уште малку дрвја? Стои во писмото реакција од загрижени струмичани кои бараат од надежните по енергична реакција. Проблемот со бесправната сеча по Трим патеката не е нов. Секојдневно таму се сечат по неколку дрвја кои потоа со колички се симнуваат до Ловниот дом. Добро упатените сметат дека групата дрвокраци се организирани за да се избегнаат контролите. Дел од нив се и насилници, кои честопати на рекреативците им се заканували со физичка пресметка. Струмичани бараат со ова предупредувачко писмо да излезат. Рекреативците со ова предупредувачко писмо бараат да излезат представници на институциите на терен и да ја согледат состојбата, оти како што е тргната работата, белите дробови на струмица за некоја година ќе ги нема, оти по Трим патеката не остана ниту едно дрвце, а струмица од година во година ќе биде се позагадена.